Драги гледачи, наш соговорник денеска е Александър Ровчанец, фитнес инструктор од Прилеп, кој што денови излезе со една навистина хумана и благородна идеја, а тоа е да дава бесплатни тренинзи за луѓето болни од рак, додека ја примаат хемотерапијата. Господјо Ровчанец, пред да преминеме на оваа тема, ајде за оние гледачи кои што не ве познаваат доволно, кој е Александър Ровчанец, со што се занимава и колку време? Здраво пред се, драго ми е што присуствувам во вашава емисија. Иначе Александра Ровчанец, дипломиран професор по физичко образование, спорт и здравје, фитнес инструкторка во студијето Анафит веќе 9 години во Прилеп. И со оваа хумана идеја дојдов на сам ден Богородица, на прекрасен празник наш, да после долго истражување, значи да им се дава бесплатни часови на сите заболени од рак за време на хемотерапија, бидејќи многу научни истражувања од многу институти и факултети, од Харвард, од Оксфорд, од други асоциации поврзани со канцерот, според сите истражувања се докажа дека вежбањето е прилично многу добра придобивка за сите лица кои што се борат со оваа болест за време на болеста и исто така и после третманот на болеста. Поради таа причина и одлучив дека е неопходно во оваа држава малце да се подкрени свеста за физичката активност, за неопходноста на физичката активност, како и на сите нормални лица, така и на лицата заболени од рак, пред се поради тоа што има премногу придобивки, како што кажав. Една од придобивките е намалување на заморот, кој е прилично многу честа појава кај сите лица кои примаат хемотерапија, но и покрај тоа има многу придобивки за борба против депресијата, против анксиозноста, подобрување на кардиоваскуларен систем, на респираторен систем, подобрување на силата, на мускулната сила, на кондицијата, на расположението поради хормоните кои што се лачат за време на вежбањето и ред многу други работи. Колку оваа практика се практикува на еден начин во странство, а колку кај нас во Македонија? Во странство прилично многу се практикува. Од тука и дојдов до идејата, бидејќи читав дека премногу болници кои што се во Америка, во Велика Британија, во Германија и во многу поголеми држави, веќе како дел од третманот им препишуваат на сите пациенти да бидат физички активни. Зборувам за умерена физичка активност, за лесна физичка активност, се зависност до претходната физичка подготвеност на пациентите, како и физичката подготвеност за време на хемотерапијата од како е почната. Значи влијаат тука X фактори кои што влијаат на интензитетот на вежбањето за кој пациентот треба да го работи, но се препишува рамно со секоја хемотерапија и 150 минути најмалце физичка активност во текот на неделата. Кај нас реално многу случаеви што сум имала блиски што поминале низ тој тежок процес, не се препишува таков вид на подготовка, да речам, или дел од хемотерапијата е тоа, бидејќи со самото вежбање, колку повеќе кислород влегува до сите ткива, така подобро хемотерапијата може, тоест лекот што го примаме со хемотерапијата да стаса до сите ткива, до човековиот организам и да ги таргетира дали туморот, дали ракот во најбрзо можно време. Така да беше придобивки од вежбањево, да ги имаше некој измислено во апче, сигурно секој доктор би го препишувал на секој еден пациент, но за жал се уште се нема измислено апче, каде што може да ги зместиме сите бенефити од вежбањето во една пилула и да може да им се препишува на пациентите. Тоа мора сами да се потрудиме и да посветиме време за нашето здравје пред се и за здравјето на сите околу нас. Дали други фитнес студија во Македонија практикуваат оваа идеја? Реално не сум запознаена, нема многу сретнато македонски портали кои што би пишувале за ваква иницијатива за во Македонија, но сите истражувања кои ги правам на англиски и реално голем број на болници и голем број на асоциации кои се занимаваат со борба против ракот во
прирачникот на сите пациенти за време на хемотерапијата го препишуваат и неопходноста за физичката активност. Она што е исто така интересно, освен значи во вашето студио, Анафит како што рековте, оној кој што сака да биде дел од овој тренажен процес, може тоа да го направи и преку онлайн. Точно така, значи не се ограничени само пациентите од Прилеп за да може да вежбаат, сите тренинзи одат истовремено со физичко присуство и онлайн, така да и сите останати од другите градови кои што се заинтересирани имаат желба да си го подобрат состојаното здравје, може слободно да се приклучат, одат на Skype сите тренинзи истовремено, така да добре дојдени се сите од цела Македонија. Еве како може некој да ве контактира, дали преку телефонски број, дали преку социјалните мрежи? Да, може да ме контактира и на социјални мрежи, и на Instagram anafit.mk, и на Facebook anafit.mk, но имам и собствена веб страна anafit.mk, така да прилично лесно може да стапи во контакт со мене, дали телефонски, сите се добре дојдени да ми се јават во секој можен момент и подобро да искомуницирам и подобро да им објаснам. Дали веќе имате подготвена таа програма за овие лица, како и колку може да тренираат? Да, јасно. Секое лице, секој индивиду е различна. Значи не може една програма да биде конкретно поврзана за сите лица. Како што реков и претходно, сите имаат различен степен на физичка подготвеност претходно, како и за време на хемотерапијата. Па поради тие причини, значи се оди индивидуално да речам, затоа што има луѓе кои што се поспремни и можат да работат одреден дел на вежби, но има луѓе кои што се почетници и тие вежби што не можат да ги работат, им ги заменувам за други вежби кои што се со полесен интензитет или друга мускулна група таргетираат, па така се, да речам, поклопуваме со барањата и потребите на сите пациенти. Ви благодарам за овој разговор. Да се благодарам надеваме и дека вас. ќе се приклучат голем број пациенти кои што сакаат да бидат дел од овој тренажен процес. Драги гледачи, слушнавте на кој начин може да стапите во контакт со фитнес инструкторката од Прилеп Александра Ровчанец, така да предноста е тоа што на овие тренинзи може да учествуваат и граѓани од цела Македонија, не мора да бидат физички присутни тука во Прилеп, него тоа може да го направат и онлайн.